Jaz te ljubam, Isuse, za sekogaš vo moje srce, ti naseli se, ti mi davaš sila, ljubov, mir i pobeda vo se, i vo radost kje ti služam, ti si vnatre vo mene, i vo radost kje ti služam, jaz te ljubam, Isuse. Na kolena pred Isusa, ti malo stado возлюбено. Na kolena pred Isusa, ti malo stado Isusovo, za sekogaš. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Hriste Bože, jaz te ljubam, Isuse. Za sekogaš vo mojto srce, ti naseli se, ti mi davaš sila, ljubov, mir i pobeda vo se, i za navek kje ti služam, ti si vnatre vo mene, i so radost kje ti služam, jaz te ljubam, Isuse. To je poentata, da go ljubiš, da mu služiš, radost da primiš. Carството Божие не е во јадење и пиење. Дали јадам, дали не јадам, дали пијам, туку во мир, правда и радост во Светиот Дух. Радоста е првата манифестација. Кога ти почнуваш да се радуваш, се гледа дека веќе зачекоруваш кон Исус. Зошто се радуваш? Па дека се разбуди, дека си буден, дека повикуваш кон Исуса, дека му дозволуваш да се насели во твоето срце, му дозволуваш да те направи силен. Царството Божјо силните го грабаат. Ќе исчитаме неколку стихови денеска што ми следува. Дела 16:9, нели, преку ноќта Павле имаше видение. Ајде и ова ќе го исчитаме. Стоеше пред него еден човек, македонец, кој го молеше и му велеше: дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение веднаш посакавме да тргнеме за Македонија, бидејќи свативме дека Господ не повикал таму да го разгласуваме Евангелието. Знаете, целата суштина е на таа послушност. Павле сакаше да оди во Азија, во Мизија, во Витанија, не знам каде. Знаете, а духот му вели, ете, тоа е целата суштина. Вчера им сведочев на луѓето, изгубив еден клуч, што отвара врата како шифра. Влезна врата во стан. Дојдов минатата недела, во неделата го, значи пред 4-5 дена. Дојдов дома, гледам дека го нема тоа делчето од клучот со кое се отвара вратата. Се вратив, значи, по 5 дена во Мавро и барам со своји сили и не можам ништо да најдам. Не најдов, викам, како е можно? Потоа само реков во попатно: Исусе, помогни ми, те молам. И добивам звук, глас, осет, сознание. Горе на паркингот. Одам горе во тревата на паркингот. Во 5 дена го наоѓам делчето од клучот. Видите, сам кога тераш не оди. Зошто е битен тој момент? Па да те научи на заедништво. Да те научи дека самиот не гледаш, самиот не можеш. Да дојдеш до позицијата дека не разбираш самиот, дека ти треба некој да ти помогне, да дојдеш до тоа. Одиме Дела 16:16, читаме натаму. Еднаш кога одевме на молитва. Кој? Ние. По патот не сретна една слугинка, пазете, која имаше гатачки дух. Таа служи и има гатачки дух. И тука денеска, например, се случуваат такви работи. Тие со гатачки дух мислат дека тоа е Светиот Дух. Видете, пазете сега. Затоа е битен тој момент да ги разликуваш духовите и на почетокот и на крајот на секоја работа. Исусе, Исусе. И се разбираш шифрите кои ти се дадени, односно одредниците, патоказите се: мене ќе ме прослави, ќе зборуваш само Исусе, никој не може да го нарече Исуса Господ, освен преку Свети Дух. Ќе викаш: Господе Исусе Христе од сабајле до вечер.
И потоа ќе велиш татко, по тоа се гледа дали си ти во истиот дух или не си. Или си во духот на овој свет, кој се преоблекува во ангел на светлината, зборуваш јазици, исцелуваш, мислиш дека си во Исус, а не си, немаш доволно љубов. Таа на господарите својим донесуваше големи приходи од гатањето. Знае што ќе се случи, нели? И одејки по Павле и по нас другите викаше, зборуваше: овие луѓе се слуги на Севишниот Бог. Тие го навестуваат патот на спасението. Кога ќе ти се покаже силата, кога ќе се покаже силата што действува во тебе, силата која действува, ангелите и демоните ти се покоруваат, затоа излегуваат, не заради тебе, затоа што силата е во тебе. Дозволи му да те направи силен. Ова го правеше таа многу дни. Овие луѓе се слуги на Севишниот Бог, тие го навестуваат патот на спасението и демоните му се покоруваат. Штом видоа господарите, и кога му здодеа на Павле, се сврте и му рече на духот, со прстот Божи, само со едно: ти заповедам во името на Исус Христос, излези од неа. Ти заповедам во името на Исус Христос, излези од секој еден од нас, кој ти и тебе ти велам, ти што го напаствуваш човекот. Штом видоа, значи Павле во сила го рече тоа, од десната страна. Исус живее во него, не е тоа техника. Штом видоа господарите неизини дека пропадна надежта за нивното богатење, ги фатија Павле и Сила, ги довлечкаа на плоштадот кај началниците. Луѓето имитативно ги повторуваат зборовите: он немате сила. И демоните може да ви измлатат на крај, ако добијат дозвола. И кога ги приведоа пред управниците да влезат во свињите, демоните. И ти си тоа кога работиш без сила и мислиш дека знаеш, дека гледаш, гревот ти останува. Овие луѓе што се јудејци го бунтуваат нашиот град, значи лажат, им проповедаат обичаи што нам како на римјани не ни доликуваат да ги примаме, ниту да ги извршуваме. Значи тогаш беа тие римски граѓани, тогаш се нафрли на нив народот, а управниците што им ги раскинаа лиштата, започнаа да ги тепаат со стапови. Видете, Христови слуги, може да доживееш и таква работа. Поминуваш низ одредена фаза на страдание. Да ги носиш на себе, што вели апостол Павле, раните на Исусовата мачење. И откако ги испотепаа многу, ги фрлија во затвор. И на градскиот стражар му наредија да ги чува добро. Значи, во неволја се апостолите. Нема секогаш да биде добро. Стражарот штом прими таква заповед, не е ова филм кај ти ќе ги тепаш сите и ќе уживаш. Стражарот штом прими таква заповед, ги фрли во повнатрешниот дел од затворот и нозете им ги стегна во клада. Пазете. На полноќ пак Павле и Сила се молеа и го славеа Бога, и затворениците ги слушаа. Значи, Павле и Сила не паднаа, не се жалеа, не плачеа. Го славеа Бога. Можам да ви посведочам, по тешки моменти, било што се случува, имав еднаш болка во телото, поради осудување на колешка која ме соблазнуваше. Болката беше толку силна, не се ти доаѓаше да подрипнеш. Кога ќе почнем да го славам Бога и да пеам, болката исчезнуваше. Кога се покајав за настанот дека ја осудив, реков, не ја осудив класично, реков, така ти треба. Ја боли на делот телото, а хулеше на Господ. Еве, тихо сега вака, тихо така, тихо вака. Веднаш исчезна болката. Кога пеев и го славев Бога, болката исчезнуваше. Наполнок пак Павле и Сила се молеа и го славеа Бога, а затворениците ги слушаа. Тие се во затвор, имаат пранги, истепани се. Веројатно имаат болки и пеат. Одеднаш настана голем потрес, така што и темелите на затворот се поместија. И веднаш се отворија сите врати и оковите на сите отпаднаа. Те темел кога ќе се постави. Во Егејска Македонија, во Пожарско, отец Царкњас, кој е свештеник во православната црква македонска таму, и сотрудниците наши, Петрос и Христос,
ми покажаат црква во која темелите се расцепени, нова црква ја изградиле грците, старата ја урнале, намерно ја оставаат, а гробиштата на умрените македонци ги ископали и ги фрлиле во долот. Тоа вели, сите што го правеа тоа изумреа, и тие што го колнеа, например, архимандритот Царкнес. Пазете сега што се случува. Сите изумреа, темелот на црквата е поместен, влезната врата и влезот има дупка доле, вака волкава. Знаете, гледа дека што се случува. Ја веднаш прашав што е овде, што се случува. Знаете, ете тоа е темел која ќе се помести. Мртвите ги ископим, ги фрли во долот. И ти градиш друга црква, на 30 метри има стара убава црква. Знаете, Господ не живее во ракотворни храмови, но го зборувам тоа, настана голем потрес, темелите на затворот се поместија, веднаш се отворија сите врати, оковите на сите отпаднаа, Исус ослободува. Стражарот на затворот кога дојде при свест и ги виде вратите на затворот отворени, извади меч, сакаше да се убие. Зашто помисли дека затворениците избегале, но Павле викна со силен глас: не задавај си врз себе никакво зло, бидејќи сите сме овде. Слава ти, Господи Исусе Христе. Истрче и растреперен падна овој чуварот пред Павле и Сила, откако ги изведе надвор, рече: Господари, еве го односот, Господари, падна на колена. Што треба да направам па да се спасам? Тоа е прашање кој секој треба да го постави. Што треба да направам па да се спасам? Треба да направиш нешто, не да не направиш. Исус се направил за тебе, да ти даде почетна позиција за да примиш сила, да ги исчекориш оние времења, времето за милост што ти е дадено. Тие му одговорија: поверувај во Господ Исус Христос. Значи верувам, поверува и увереност. И ќе се спасиш ти и целиот твој дом. И му го проповедаа Словото Господово нему и на сите што беа со него во куќата негова. Да поверува значи да го примиш во срцето, да го примиш внатре, да му дадеш да те направи силен, да духот над тебе, духот беше над него, да дојде во тебе, да те исполни духот. Тоа е родение. Во истиот час таа ноќ тој ги прими дома, им ги изми раните. Потоа веднаш беше крстен тој самиот и сите негови домашни. Кај беше крстен? Ете, во дух зборува. Сега пак ќе дојдеме. Јован крштеваше покајно. Не крштеваше во име на Господ Исус Христос. А ти што е ползата? Ти треба да се покаеш, да застанеш пред таткото. Покајувањето е раскажано и во приказната на блудниот син. Потрошил се, доаѓа, паѓа на колена: татко, погрешив пред тебе и пред небото. Се враќаш кај него. Паѓаш на колена. Тоа е односот татко и син. Погрешив пред тебе и пред небото. Видете, а сега тој вика, значи, апостол Павле, поверувај во него, во Господ Исус Христос, и ќе се спасиш ти и целиот дом, му го проповедаа Словото, во истиот час ги изми раните и така натаму. Потоа веднаш беше крстен тој самиот и сите негови домашни. Значи го прими духот, го прими Исус во срцето. Ако го земеме тој момент, дека го примаш Исус, и сега прашање на моментот. Ако го примиш ти еднаш кај Исус во срцето, ти нема да се откажеш. Па ти ќе ја сетиш вечната љубов, ти ќе бидеш променет. Потоа беше веднаш крстен тој самиот и сите негови домашни, бидејќи тој беше одговорен. Тогаш ги одведе горе во својата куќа, постави трпеза, се зарадува со целиот свој дом. Славеа, зашто поверува во Бог. Кога осамна војводите примија судски служители кои рекоа: пушти ги оние луѓе. Значи сега имаш момент каде што тој треба да дојде да живее во твоето срце, да се прекрстиш ти. Од тихо да станеш Исусов тихо. Разбирате, тоа е крштение. Прекршување. А тие мислите дека е надворешно, па зошто тогаш е напишано дека надворешните обреди ништо не прават? Внатрешен обред, вели, во срцето. Завет за љубување во Исус Христос. Те сакам, Господи Исусе Христе. Градските на Павле им рече:
затворскиот стражар му соопшти: градските судии пратија да ве ослободам, излезете сите и одете си во мир. Но Павле им рече: Павле, зарем откако нас, римски граѓани, не биеа пред народот, римско државјанство, без суд и не фрлија в затвор, сакаат сега тајно да не пуштат? Не, нека дојдат и сами нека не изведат. Пази што прави тој за да се покајат. Да не носат грев. Градските служители, кога вие ќе им ги простите гревовите на луѓето, и јас ќе ви ги простам. Ќе им ги простам пред Отецот Небесен. Градските служители им го кажаа тоа на градските судии. Тие се уплашија кога слушнаа дека се тие римски граѓани. Дојдоа па се извинија пред нив. Еве го моментот. Ги изведоа и ги замолија да излезат од градот. Ете, ти го бркаш Исус. И претходно го бркаат од еден град, ако се сеќавате. Кога демоните влегоа во свињите, го замолија да го напушти градот. Па тоа е грев против Светиот Дух. Ти знаеш дека тој има нешто, се случува, но не го прифаќаш. И ние имаме таков момент. Во нашава група молитвена сотрудници ќе дојдат до чекорот, моментот кога треба да раскрсти, да се остави стариот себе и се враќа во светот. Не сака да се промени. Сите го бараат своето. Своето јас си барам. А не она на Исуса Христа. А тие што ми излегоа од затворот, отидоа во домот на Лидија, македонката, ги видоа браќата, ги утешија и си тргнаа, преку која е влезено христијанството во Европа. И тоа беше беззначајно, ако немаше момент да се негира дека постојат македонци. Имаме случај се искараа жена која е од Бугарија, која тврди дека е македонка, суштински не можам да кажам дали е, и човек кој е од Грција, кој тврди дека е и грк и македонец. Тој вели: јас сум македонец, таму вика: јас сум македонец, а ние сме тука блиску до нив. Деме, кој е македонец со нас заедно? Ете, тоа е интересен момент. Кога ќе влезе погрешна доктрина и наука, ќе те научи на погрешно, тешко се откажуваш. Ти не сакаш да се промениш. Промената е христијанството, е промена во духовно движење. Знаете, кој јазик треба да го научам? Дали го разбирате ви овој јазик? Кој е дух и живот? Дух е тој е духовен јазик. Кој јазик треба да го научам на земјата? На кој јазик да се разберам со Отецот, што сака да ми каже? Цитат: и да умеам да зборувам на сите можни јазици, човечки и ангелски има. А немам љубов, јас ќе би бил гонг што одзвонува, како цимбал што звечи. 1 Коринќаните 13:1. Значи, зборува за љубов да имаш. Да имаш љубов, тоа значи да го имаш Исус во срцето. Да имаш љубов значи да пребиваш во заедништво. Денес сега почна да ми слегува вчера еден текст за пребивање, за заедништво со Исус. Не е тоа мисловно, не е тоа поезија, не е тоа есеј, филозофија. Тоа е вистински момент на промена. Во друг препев: да зборувам на сите човечки јазици, паднати, па дури и на ангелски, штом љубов немам. А љубов немаш ако го немаш Исус. Човечки јазици, градат кула во Вавилон до небесата. Мотивот е да бидат како Бог, да се искачат над него. Го кажува тој: градиш кули вавилонски. Пазете, Отецот им ги измешал јазиците и не се разбираат меѓу себе. Тоа е казната на гревот. Немаат љубов. Го немаат Исус и ништо не се. 13:1. Значи има ангелски духовен јазик кој, ако ти е срцето право пред Бог и ако со сето срце, душа сакаш да бидеш со Исус и си сотрудник, ќе примиш од тој ангелски јазик и можеш да разговараш со Отецот. Рахмастам барахам бистихи, рахмастам бирахам бистихи дилахам балаја кастин. Синко мој, јас татко небесен сум твој. Но без Исус ти си ништо. По целата земја, видите,
ова со јазиците ги поттикнува две големи протестантски заедници, харизматици и пентакосци, нели, Светиот Дух, и тие зборуваат на јазици, но често зборувањето останува само гласови кои немаат значење, но без Исус, без љубов си ништо. Тоа е подолго траен процес да се објаснува. По целата земја имаше еден јазик и еден говор. Битие 11.1. Потоа рекоа, сега да созидаме град и кула висока до небото. Да бидеме до Бог, да се здобиеме со име. Ете, тоа е проблемот. Пред да се растуриме по лицето на земјата, 11, Битие 4. И сега ние го имаме тој момент. Славиш некој име, вечно име, честито име. Му честита наша сотрудничка име на еден пастор. Тој име, кажу, слави име, замисли. Своето име го слави. Исус се напоможе. И таму аминува и после велиш дека греше, не грешам. Па затоа што не разликуваш грешките во протестантското учење. Зошто се тие? Па ќе изгинете со тоа, бре, луѓе. Јас сум гласот на оној што вика во пустината. А вие ако слушате, грев против Свети Дух, знаеш, спасен си. Потоа рекоа, сега да созидаме град и кула до небото, се здобиеме со име. Ајде да слеземе, да им го збркаме јазикот нивни, за да не се разбираат еден со друг, што зборуваат 11.7. Тој е одговорот на тоа, ќе бидам како Бог. Сакам да бидам над Бог, сатаната да биде над Господ. Ќе бидеме како богови. Тоа е изгонет од рајот, ти си смртен, ајде да видиш дали можеш сам, па да научиш дека немаш ти сила. Ти сакаш да се искачиш највисоко, затоа ти се измешани јазиците. Секој сака да е Бог. Пазете сега, и тие не се разбираат, ние сме сведоци. Ние во Македонија е толку влезено расплодување на омразата заради пари, крадење, лажење. Луѓето се спремни да продадат се, ја продаде земјата, замисли, потпише ги зема парите. И сега да повлечам линија што ќе се случи со твоите деца, ти што си потпишал. Нема да им биде добро. Не знам колку генерации ќе треба да имаат деца да отплаќаат или ќе отплаќаш во духовниот свет. Кој си ти да продаваш цел народ, кога народот не сака да си го смени името? Во 9 стих вели дека затоа се нарече градот Вавилон. Освен тоа што се прави делопоклонство на вистински христијани, и што главната голема заедница која се нарекува христијанска и македонска народна култура треба да застане да се покае за гревовите на Антиох и Епифан кои ни се случуваат 2000 години. Разбудете се за спанковци. Во 9 стих вели дека затоа се нарече градот Вавилон, зашто таму Господ таткото го збрка јазикот на целата земја и оттаму ги растури Господ по целата земја. 11.9. Значи имаше еден јазик и еден говор. Има еден пастир и едно стадо. Сега како да се вратиме од вавилонски јазици? Намерата на паднатиот човек на земјата да се здобие со име, да се откажеш од вавилонските јазици. Па тие латинизирани, коенизирани јазици се вавилонски. Те сакам, Господи се Христе, да се здобие со име на паднатиот човек, да се слави сам себе. Именен така не се разбираат во зборовите. Немаш љубов, ништо не си. Ништо не си. Во 8 стих се вели, љубовта никогаш не пропаѓа. Не сопира, не престанува. Љубовта е Отецот Небесен кој создал се. Он ни дава живот, здив и се. И љубовта која никогаш не престанува. Тоа е вечната, единствена вечност, таткото и љубовта. Јазиците ќе замолкнат. Прашање на време, знаењето ќе исчезне. Човечка мудрост, изопачен ум, пророкувањата ќе минат. 1 Коринтијаните 13.8. Затоа што се дел од нив, поголем дел како гаташтва, сум бил во една црква во Скопје, таму се гата, не се пророкува. Има израз двојазичници. Едно зборува, друго ти мисли. Тоа е лицемерно братолюбие, двојазичници. Има и тројазичници, намерно зборува зло. Едно зборува, друго ти мисли и сатаната зборува низ него. Тројазичници, а по зборовите ќе бидеме судени. Друг пастор вели дека
Немало само проколнување, му кажува исто една наша сестра, може би таа истата. И таа се сложи со него, па не, во уметноста нема промен. Сам си ги проколнува децата. Таа му вика, тоа е само проколнување. Не, во уметноста не важи тоа. Кога гледате, детето му беше болно скоро. Не знам, се надевам дека внучка, се спаси. Вие само играјте си. Не барајте мнозина да бидете учители. Поголемо осудување ќе добиете. Принцип на Исусов слуга, бидејќи не сте вие што ќе говорите. Не сте вие. Духот нашиот Отец ќе говори преку вас, Матеј 10:20. Ако останеш во зборовите, па знаеш да останеш по зборовите, ќе бидете судени. Еве уште за јазикот на љубовта, кој говори самиот од себе, само од себе говориш, прераскажуваш нешто, тој ја бара својата слава. Кој ја бара славата на Исус, на оној што го пратил, на таткото, тој е вистинит. Вистините тој. И во него нема неправда. Ти можеш да се лутиш, Јован 7:18, кој ќе им кажеш нешто, со кој јазик говорам, со телесниот. Читање во четврток, читаме Библијата, земала и се гледа дека чита од некоја книга. И кажувам, не читам јас, и не признава. Јанако дошиле. Еден брат, една сестра, мојата сопруга и уште една друга чита. Читаш од некоја православна книга, толкување. Немој да читаш, тоа покажува дека знаеш, дека сакаш, а имаш проблем да поверуваш, да станеш и да одиш. И да го прославиш Исус во твоето срце. Не со умот. Со кој јазик говорам? Со телесниот? Да се покажеш попаметен од тоа што си, или со љубовниот, со Исус? Духот на љубовта зборува, дали зборува низ мене? Еве стихови. Духот на љубовта. Чекаш водство, не зборуваш од себе. Ако некој каже збор против Синот човечки, против Исус, ќе му се прости. Зошто? Па тој не го верува, не верува дека Исус е Господ. Но ако каже нешто против Свети Дух, значи веруваш ти, ама ти си толкуваш самиот. Нема да му се прости ниту на овој век, овој интересен превод, ниту на идниот, ниту на овој свет, ниту на идниот. Значи има и друг век. Овој век ќе векува и ќе заврши. Исус е последниот. Матеј 12:32, против Исус зборува тој што не го знае Исус, а против Свети Дух оној што вели дека знае, дека е спасен, дека гледа, дека слуша, дека е крстен, го знае Исус. Гревот останува, оти вели дека гледа, слуша и знае. Кој јазик треба да го научам на земјата? Исусовиот, љубовниот, и ви велам дека за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден. Матеј 12:35. А ти му викаш амин на човекот. Па ти велиме, немој така, не сум ја, лажно ја обвинува. Видите, сатаната не признава ништо. Зошто поради зборовите своји ќе бидеш оправдан. И поради зборовите своји ќе бидеш осуден. 12:37. Матеј, словото е Исус. Ти го земаш и си го толкуваш, го сквернавиш. Исус беше во почетокот Словото, беше во Бога, Словото станува тело, се вселува во тебе, за да ти даде дух и вистина, благодат и вистина. Да му дозволиш да остане во тебе. Јован 1:1. Кој јазик го зборувам на земјата? Вавилонски свој. Јас знам, јас мислам, јас сакам, чекај сега, не може вака, чекај јас сега да ти кажам. Не му попуштам, не му простувам, ќе видите вие, ќе му вратам. Тројазично сатаната те лаже да правиш зло. Двојазично мислиш едно друго правиш. Па влегувам јас и во црква си палам, наоѓам мир, па доаѓаш и кај нас. Па Господ не живее во ракотворни храмови. Отецот и Исус треба да живеат во твоето срце, сине човечки, ќерко човечка, тоа не е фантазија, не е филм. Кој јазик го зборувам на земјата? Својот. А тие велат, няма таков јазик, охи македонци.
Ке се погледне во огледало и веднаш заборава каков бил. О роде безверен, породи змиини, до кога ќе мислите зло? Цел народ ве води сатаната во проклетство. Кој јазик го зборувам на земјата, вавилонски свој или јазикот на Исусовата љубов, за да бидам се во него, да се претопам во љубовта, да победам со љубовта. Рахма сандарахас теремин дирај, дорека векот векува, Исус ве очекува. Рахма стајахам. А потоа ќе има нов век, ново небо и нова земја. Се додека не кажете, блажен е оној што доаѓа во името Господово. Тој ќе ти прати некој човек, некој Филип, некој Павле, слава ти некој Јован и Петар, некој Тихо можеби. Те сакам, Господи Исусе Христе, еве ти го предавам моето срце. Покажи ми што да покајам, да бидам исцелен. Ти дозволувам да ме направиш силен и да можам да кажам не за сатаната и смртта. Излези ти таму, ти што ги лажеш, го да крадат во собранието на Македонија, надвор од Македонија. Господи Исусе Христе, ја враќам Македонија и целата заедница во Твоја собственост. Ти си нашиот собственик, Господар, цар, доктор, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус, љубовта Негова е вечна. Амин. Останете во таа вечност, во таа љубов. Од земјата до небесата, љубовта Исусова да ве преплавува. Амин. Христе Боже, јас те љубам, Исусе, за секогаш во моето срце ти насели се. Ти ми даваш сила, љубов, мир и победа во се. И во радост ке ти служам, ти си внатре во мене. И во радост ке ти служам, јас те љубам, Исусе. На колена пред Исуса, ти мало стадо возлюбено. На колена по Исуса, ти мало стадо Исусово, за секогаш.